Почитувани, има општо темелно библиско верување. Прво, Бог. Има само еден Бог кој постои вечно во три различни, но еднакви личности. Таткото, Синот и Светиот Дух. Бог е непроменлив во својата светост, правда, мудрост и љубов. Тој е семоќен Создател, Спасител и судија кој ги одржува и управува сите нешта во согласност со својата суверена волја за Негова слава. Библија. Бог се откри себе си во Библијата, која се состои од Стар и Нов Завет. Севкупно 66 книги. Секој збор е вдахновен од Бог преку човечки автори. Така што, Библијата во нејзината оригиналност во целост е дадена да биде Божји збор кој е без грешка. И целосно сме сигурни во неа и во нејзиното учење, затоа што вистинскиот автор е Бог, преку Светиот Дух. Само Библијата зборува со авторитет и секогаш е доволна за сите основи на верување и живеење. Човечкиот род. Сите луѓе, мажи и жени, се создадени според Божиот лик и имаат својственост и еднакво достоинство и вредност. Нивната најголема цел е да се почитуваат, да му се поклонуваат на Бог и да го сакаат Бог. Како резултат на паѓањето во грев на нашите прародители Адам и Ева, секој аспект на човечката природа е изопачен и сите луѓе, мажи и жени, се без духовен живот, виновни грешници и непријателски расположени кон Бог. И затоа секоја личност е под иста осуда на Бог и треба секој да се роди повторно, од Бог, од озгора. Потоа да им се простат гревовите и да се помират со Бог со цел да знаат како да му угодат на Бог. Четврто. Господ Исус Христос. Господ Исус Христос е целосно Бог и целосно човек. Тој е зачнат од Светиот Дух, роден од Девица Марија, кој живееше безгрешен живот во послушност кон таткото. Тој поучуваше со власт и сите негови зборови се вистински. На крстот умре во замена за грешниците, примајќи ја врз себе Божјата казна и откупувајќи ги преку својата крв. Тој воскресна од мртвите и по неговото телесно воскресение се вознесе на небото, каде што сега седи како возвишен Господ над сите. Тој се зазема или посредува за неговиот народ во присуство на таткото. Спасение. Спасението е целосно дело на Божјата милост и не може да се заслужи или заработи. Тоа е остварено преку Господ Исус Христос и се нуди на сите преку Евангелието. Бог во својата љубов им простува на грешниците и ги повикува давајќи им можност да се покајат и да веруваат. Сите оние што ќе поверуваат се оправдуваат само преку вера и се присоединуваат во Божјото семејство за да добијат вечен живот. Светиот Дух. Светиот Дух е испратен од небото за да го славиме Христос и да го практикуваме неговото дело на спасение. Тој ги уверува грешниците и им овозможува да имаат духовен живот, давајќи им вистинско разбирање за Библијата, Светото Писмо. Тој живее во сите верници, кој им дава гаранција на нивното спасение и произведува карактер сличен на Христос. Тој ја изградува црквата преку него и им дава можност на членовите да го слават, да му служат и да проповедаат. Црква. Универзалната црква е тело на кое што глава е Христос и на кое припаѓаат сите оние што се спасени. Тоа е видливо во сите локални цркви, кои се собрание на верници посветени едни на други за обожување на Бог, за проповедање на Божјиот збор
за извршување на крштавањето и Господовата вечера, за пастирска грижа и дисциплина и за евангелизирање. Единството на Христовото тело е изразено во рамките на црквите со взаемна љубов, со грижа и со охрабрување. Вистинското заедништво помеѓу црквите постои само кога тие се верни на Евангелието. Крштавање и Господова вечера. Крштавањето и Господовата вечера се дадени на црквите преку Христос како видливи знаци на Евангелието. Крштавањето е символ на заедништво со Христос и влегување преку нов живот во неговата црква, но без да даде духовен живот со самото крштавање. Господовата вечера е прославување на неговата жртва дадена за сите, еднаш за секогаш, која не вклучува промена на лебот и виното. Сите негови благослови се добиваат само преку вера, зашто праведникот ќе живее преку вера. Иднина. Господ Исус Христос ќе се врати од небото. Од небото во слава и голема сила. Тој ќе ги воскресне мртвите и ќе му суди праведно на целиот човечки род, на целиот свет. Лошите ќе бидат испратени во вечната казна, пеколот, а праведните ќе бидат добродојдени во животот на вечната радост, во заедништво со Бог во рајот. Бог ќе направи се да биде ново и ќе биде прославуван вечно од откупениот народ, црквата. Нему слава во сите векови. Амин.